Маж и жена од Скопје загинаа во сообраќајната несреќа утро во околу 7 часот и 20 минути на патот Удово Демир Капија кај местноста Свети Петка. Во автомобилот со сопружниците било и нивното 7-годишно дете, кое со тешки повреди во пределот на градниот кош и стомакот е пренесено на скопските клиники во животно загрозувачка состојба. Според МВР на самото место на несреќата загинала 31-годишната БП со патничка во автомобил Fiat Seicento со скопски регистарски таблички. Неколку часа по несреќата починал и возачот на автомобилот, 41-годишниот НП. Според информациите од основното јавно обвинителство Гевгелија, несреќата се случила кога се судриле автомобил марка Audi A4 со германски регистарски таблички, автобус на Струмица Експрес и автомобил Fiat Seicento со скопски регистарски таблички, управуван од 41-годишниот сега покоен скопјанец. Возачот на Аудито е 46-годишен српски државјанин и е задржан во полицијата. Во несреќата тешко повредена е и германска државјанка со патничка во третото возило што учествувало во сообраќајката. Повредената германска државјанка со потешки повреди е задржана во општата болница во Велес. Се работи на расчистување на причините за несреќата. Заклучно денеска до 13 часот до Државната изборна комисија се пријавиле вкупно 1224 гласачи, граѓани за чии што записи во избирачкиот список има несовпаѓање на податоците во избирачкиот список. Од нив 387 се пријавиле во подрачните оделенија и канцелариите на дополнителните канцеларии на ДИК, додека 837 за пријавување искористиле веб апликацијата на интернет страницата на ДИК. Во изминатите 24 часа во Гевгелија се евидентирани 80 бегалци кои се фатени во неколку обиди за нелегално минување на границата од Грција во Македонија и приведени од страна на граничната полиција, соопштија представници на Меѓународната организација за мигранти. Овие мигранти по извршената проверка од страна на безбедносните органи се враќаат на грчка територија, од каде што влегле на македонска територија. Најголем број од нив се од Авганистан и од Сирија, а другите се од Мароко и Ирак, Пакистан, Тунис и 17 бегалци од Алжир. Половината од нив се сметаат за економски мигранти кои тргнале во потрага по подобар живот во некоја од земјите на Европската унија. Поранешниот шведски министер за надворешни работи Карл Билт ги повика европските лидери да застанат за турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и упати остри критики на сметка на Европската унија поради нејзиниот однос кон обидот за воен удар во Турција на 15 јули. Брисел спие или едноставно се уште не е освестен, наведува Билт во својата статија во американскиот магазин Политико, насловена "Европо застани за Ердоган". Според Билт, доколку војниот удар во Турција завршил со соборување на Ердоган од власт, тоа веројатно ќе доведело до граѓанска војна во земјата. Во таков случај, заедно со 2 милиони сирици, уште неколку милиони турци ќе се обиделе да побегнат од насилството, хаосот и смртта, упатувајќи се кон Европа, оценува Билт во статијата. Шведскиот поранешен министер за надворешни работи во текстот го критикува Брисел затоа што му требало време за да го осуди обидот за воен преврат во Турција и затоа што веднаш не испратил своји високи представници во Анкара. Двајца водечки агенти од поранешна Југославија, Здравко Мустач и Јосип Перковиќ, се осудени на доживотен затвор за соучество во убиство на дисидентот Стјепан Ѓурековиќ во 1983 година во Германија. Вишиот покрајински суд во Минхен изрече казна доживотен затвор за двајцата водечки агенти на тајната служба од поранешна Југославија поради убиство, соопшти председавачот судија од судот во Минхен. Двајцата хрвати се совиновни за насилната смрт на противникот на тогашниот систем во Југославија. Тој беше убиен 1983 година во баварскиот град Волфстратхаузен. Во пресудата против 74 годишниот пензиониран шеф на тајната служба Здравко Мустач и неговиот 71 годишен соработник Јосип Перковиќ, судот го потврди барањето на сојузното јавно обвинителство. Одбраната бараше ослободителна пресуда за двајцата обвинети. Хрватска, на притисок од Германија, ги испорача двајцата екс-тајни агенти дури во 2014 година по пристапувањето во Европската унија.